Изградбата започна откако Агенцијата за неразвиени подрачја ни обезбеди средства, значи ние направивме прво проект, званичен проект, со проектанти кои дојдоа, мереа траса, бунар, резервар, линија до Кожле, низ Кожле, како би одела мрежата, и се направи тој проект и кошташе 600.000 марки, тогашни пари. Ова е 99-2000. Значи од 2000-та почна да се гради водостопанството, го гради проектот. И градеа некои 2 години и престана. Собиравме пари за проектот, се договаравме како, што и така натаму, меѓутоа знаете како е, многу е тешко да работиш со луѓе кои многу малку разбираат од математика. На 16.6.2005 година регионалниот водовод е пуштен во главните цеки до село Кожле во 15 часот. Подпис од Киро Николовски. Значи за прв пат, откако се почнало да се гради, значи тоа е 5 години се цели, за прв пат вода добиваме на 16.5.2005 година се полнат, системот се полни. Значи, главните цевки. Нема развод. Кој го изгради водоводот после водостопанство? Усет. Е таблата таму. Немаше кој да води понатаму сметка за него, значи веќе се приклучивме. Кој како се приклучи, значи 29 души, 30 души се приклучија по една цена, останатите по 300 евра. Кога се направи разор, немаше кој да го води, се нафати еден стар човек, кој не знаеше 32-5 да каже, и јас со Боби му викам, Боби, ајде земи го ти водовод, имаш некоја доверба во луѓе, газда си голем, ќе те слушаат. Го зема, водоводот да го води. До ден денеска се нема никако отчитано, ниту има покажано некој документ колку потрошил за пумпа, колку потрошил за вода, мислам за дефект на пумпите, за било какви трошкови, ме разбираш, затоа што трошковите секогаш одат заедно со работата. Нема работа без трошкови. Што бара сега Петровски од жителите за повторно тие да имаат? Па најверојатно дека бара пари да се плати тој долг од, како ми кажа, од 3300 или 3500 денари за поправка на пумпа ли е, за што ли е, и ја не знам тачно, важно, и тука е исклучена водата. Ова не е ни севте да биде водата исклучена, и порано се исклучувала само во помали размери, да речеме 1, 2, 3, или кога било летниот период, па голема потрошња, па исклучувале заеднички со брати и со тотинци за да се напони резерварот и така. Сега и другите две села имаат вода? Имаат вода, да. Кожле? Само Кожле нема. Што е со онаа дивоградба кај училиштето? На господинот Петровски се вели дека... Господинот Петровски е и организатор за тоа, демек таму ќе се изгради некој си заеднички дом во просторот на бившото училиште Рајко Зинзифов, иначе собственост на Република Македонија. Таму има ударено и темели, има донесено и цигли, има донесено и железо, има донесено и даски, и нешто има направено као темели, и тука е застанато понатака. Останатите жители велат дека таа градба всушност се прави со парите од граѓаните кои плаќале за водоводот, кои сега немаат вода. Па, има вистина во тоа, затоа што од прилика вака, како ја знам, пошто бев тука присутен, има недека едно 7 приклучока, пута 300 евра се 2100 евра. Каде се парите? Сумнам дека се искористени парите од водоводот и за изградба на тој објект, да се догради уствари. Преземете ли нешто во врска со тоа? Го пријавивте ли случај? Па слушам дека нешто е пријавено, нешто не е, меѓутоа ја у тоа не се мешам. Ја неколку пати, на неколку наврата сум разговарал со градоначалникот, и со ово и со претходните, не успеав да ги убедам, од проста причина што они се вадат дека немаат интерес и дека водоводот е се уште дива градба. Значи нема, ви реков, нема соодветна документација за технички прием дека водоводот е завршен.